Не случајно обстанала изреката "Внимавајте што посакувате од Бога", може да ви изненади и да ви ги исполни желбите. Конечно, по апсолутната победа на Румен Радев во Бугарија, на политичкиот врв во Северна Македонија им се исполни желбата Бугарија да има стабилна влада. Но и покрај тоа што желбата им се оствари, раководството не е задоволно од резултатот. Проблемот е што молитвата очигледно било непрецизно формулирана. Изгледа дека Бог ги исполнува изговорените желби, а не оние што ги носиме во мислите. Сега Силјановска и Мицковски сваќаат дека не било доволно само да има стабилна влада во Софија, туку дека поважно било Бугарија да добие проевропска влада, подготвена да ги разбере и прифати очекувањата на Скопје. Сега за Белја им се појави Радев, кој не бара само спроведување на преговарачката рамка, туку и признавање на историските позиции што ги застапува Бугарија. Дополнително, тој ја доби поддршката на гласачите, советување за демонтажа на олигархискиот модел, силна антикоруптивна борба и реформи во судството и обвинителството, а не за решавање на спорот со Северна Македонија. Речиси 2 години власта убедува дека главна пречка за блокираните македонски евроинтеграции не е во Скопје, туку во отсуството на стабилна влада во Софија. Сега, кога таа теза се распаѓа, во игра влегуваат независните аналитичари. Тие брзо се појавуваат по независните телевизии и нудат нови решенија, се освен внесување на бугарите во уставот. Одеднаш проблемот повеќе не е во Софија, туку во Берлин и Париз, кои наводно треба да извршат притисок врз Бугарија. Ова подсетува на вицот за човекот на кој му угинале кокошките и побарал совет од пријател. На крајот испаднало дека пријателот имал повеќе идеи отколку што фармерот имал кокошки за спасување. Независните аналитичари забораваат дека Германија, а особено Франција, веќе вложија значителен напор. Тие помогнаа да се усогласи преговарачката рамка, која беше усвоена во нашиот парламент и која овозможува веднаш да започнат преговорите, под услов да се внесат бугарите во уставот. И на крај, дел од независните медиуми сега се обидуваат да ја обезбедат алиби на власта за неуспеот на стратегијата за изнудување концесии од Бугарија. Се пласира тези дека Радев е руски човек. Времето ќе покаже дали тие шпекулации се точни, но останува фактот во извештајот на Европската Унија дека српскиот свет го подкопува македонскиот територијален интегритет.